Предлог измените и дополнувањата на кривичниот законник ги поделија мислењата на експертите од правосудството, адвокатите, професорите и представниците на граѓанскиот сектор. На јавна расправа во Законодавниот дом, тие ги изнесоа своите критики и препораки за предложените законски измени. За дел од нив, предлог измените ќе го зајакнат системот и ќе воведат построга казнена политика, додека за останатите пак предлогот содржи структурни слабости и носи ризик од правен популизам и несразмерни казни. Адвокатката Ружица Николовска пред присутните експерти и представници од собранието најмногу се осврна на измените во членот 353. Николовска ги поздрави измените во членот и потенцираше дека на таков начин државата посериозно ќе се бори против корупцијата и злоупотребата на службената положба. Со предложените измени се додава и дејствие кое што се смета за противправно дејствие, кое што во 2023 беше изоставено. Имено, како дејствие на извршување на ова дело се додава и искористување на службената положба или овластување на лицето, а видно од самата одредба се зголемуваат казните, односно се заострува казнената политика. Сакам да го поздравам ваквиот текст и сметам дека со усвојување на вакви измени ќе успееме да се вратиме на нешто што можеби имавме некогаш, барем теоретски, и треба сериозно да се заложиме за борба против секоја корупција. Професорот од Универзитетот Мајка Тереза Сејфула Рамадани во своето обраќање рече дека не секогаш законските измени носат подобрувања и нагласи дека неказнивоста е многу тесно поврзана со застареноста на делата. Според него, за членот 353 добро е да се разгледаат повеќе постоечки решенија од други држави кои, како што рече, успешно се применуваат. Ја мислам дека ние нема да откриеме ниту да измислиме топла вода, само треба да ги пресликаме некои решенија кои што во наше соседство некој веќе ги применува. Значи, во Албанија се направи интервенција на кривичниот законник и за кривични дела кои што се сторени од страна на носители на јавни функции веќе нема застареност. Значи, сите тие вршители на високи јавни државни функции кои што сториле злоупотреба на нивните положби и овластувања, независно кога и како го сториле делото, се повикуваат на одговорност во моментот кога ќе се откријат. Покрај за предлог измените во членот 353 од кривичниот законник, на јавната расправа се зборуваше и за измена на членот 130, според кој при вршење родово базирано насилство, насилство врз жена или семејно насилство и насилство од омраза или спрема лице кое е посебно ранливо, сторителот ќе се гони по службена должност. За адвокатката и представник од организацијата Родителски фронт, Нетка Ковачева, иницирањето на ваквите измени се нужни, бидејќи, како што рече, досега пристап се покажал како неефикасен и недоволен. Со предложената измена на член 130 од кривичниот законник се обезбедува усогласување со одредбите од Истанбулската конвенција, а особено со член 55 од истата, кој предвидува дека кривичните постапки не смеат во целост да зависат од пријавата или од волјата на жртвата. И дека постапката треба да продолжи и кога жртвата ќе се повлече. Со тоа, државата ја презема активната улога во гонењето на насилството и се отстранува товарот од жртвата да ја иницира и да ја одржува постапката, се зголемува ефикасноста на кривичното гонење и се испраќа јасна порака за нулта толеранција на семејно насилство. Предлог законот за изменување и дополнување на кривичниот законник е поднесен од пратениците на ВМРО ДПМН. Според нив, со новите измени на кривичниот законник ќе се отстранат идни евентуални штетни последици од донесените законски измени на кривичниот законник во септември 2023 година, а предлогот е воедно и заради исполнување на европските и меѓународни стандарди.